Здраво на сите. Се надевам дека сте убави и добра, колку што човек може да биде добра во вака тешки времења и сериозни предизвици пред кои што сме исправени и лично и колективно како нација и држава. Како што добро знаете, од минатиот понеделник, откако владата донесе одлука за прекин со работа и затворање на сите театри и културни институции, јас исто како и повеќето од вас претпоставувам сум во самоизолација. Времето го поминувам во својот дом во Велес, со повремени излегувања кога за тоа има реална нужност и потреба да се спазари, да се оди до аптека и да се посетат моите родители и повозрастните членови од мојата фамилија кога имаат потреба од никаква помош и поддршка. За жал, немам можност да уживам во друштвените игри кои што обично се актуелни кога човек е сам и е дома, затоа што самоизолацијата ја поминувам во друштво на мојот домашен минелик Шицуто Беба. Меѓутоа, затоа пак го користам времето креативно за она што го сакам, што ми значи, а за кое што нема време да уживам во изминатиот период додека имав тековни професионални ангажмани. Најчесто вежбам јога во текот на утрото, медитација, читам, се посветив на сите оние куп книги кои што се собра во последно време, а кои би сакал да им се посветам. Гледам дел од моите омилени филмови, некои остварувања кои што не сум имал можност да ги видам досега, но најчесто времето го поминувам заедно со Беба. Со повремени телефонски јавувања на блиски, драги луѓе. Што се однесува до храната и готвењето, јас, како што знаете, готвам, сум вегетаријанец. Тука се секако стандардните вегански и вегетаријански рецепти кои што ми се омилени во периодов, бидејќи веќе пролет, треба да се искористи таа убава космичка енергија на пролетната рамноденица, да се прочисти, детоксицира телото, правам и тоници за детоксификација на основа на ѓумбир и куркума, растителни чаеви, овошни чаеви. Се хранам прилично здраво и умерено. Театарот, да, ми недостига, особено ми недостигаат репертуарните ангажмани, средбите со публиката, ми недостигаат пробите на новата представа која што почнавме да работиме во театар и се надевам дека по надминувањето на оваа криза, национална и светска, врзана со пандемијата на коронавирусот, ќе се вратиме повторно на нашите нормални тековни активности, иако деновиве читам доста социолози кои предвидуваат дека ова ќе остави сериозни психосоциолошки рецидиви кај луѓето, особено во однос на социјалната активност и колективните собири, но се надевам дека ќе успееме да го надминеме тоа и ќе продолжиме да играме представи во полн салон, како што тоа го правевме досега. Покрај театарот ми недостигаат и драгите и блиски луѓе, пријатели, роднини, со кои што сега единствено комуницирам само телефонски. И за самиот крај на ова моje обраќање би сакал да апелирам до сите вас да бидете крајно сериозни во почитувањето на сите препораки за заштита кои ги добиваме од здравствените работници, да покажеме висока лична и колективна одговорност, бидејќи ова е предизвик со кој што треба да се соочиме сите заеднички, со споделени сили и на тој начин да го заштитиме јавното здравје и нацијата и државата и незиното нормално функционирање. Да бидете рационални и прагматични повеќе, да не дозволувате да ве обзема стравот, кој што во овие ситуација е наш најголем непријател, да одржувате висок имунитет,
позитивна мисла и високи вибрации, затоа што само така ќе можеме да се справиме со овој предизвик. Останете дома, чувајте се и заштитете се. Се надевам се гледаме за добри и убави поводи во иднина. Секој добро.